Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Кочани е првата општина во Македонија во која од следната недела ќе профункционира патронажниот сервис, односно домашна посета. Министерот за здравство Венко Филипче посетата на болницата ја искористи и да се сретне со граѓаните и да побара од нив подршка за предстојниот референдум. Министерот за здравство Венко Филипче во посета на Кочанската општа болница. На средба со директорот на болницата Александар Серафимов се разговараше за сите проблеми со кои што се соочува болницата и за начинот на кој што може полесно да се надминат истите, како и за бенефитите кои што веќе ги чувствуваат од спојувањето на општа болница со здравствен дом. На средбата со Серафимов и со градоначалникот Илиев се разговараше и за еден нов модел кој што за прв пат ќе го имплементира Министерството за здравство заедно со општината, а се однесува на профункционирањето на патронажните сервиси. Веќе од следната недела ќе биде прва општина во нашата земја која што ќе профункционираат патронажните сервиси, односно сервисот на домашна посета, димензиониран врз основа на соработка помеѓу приватните матични лекари и лекарите кои што работат во здравствениот дом, заедно со социјални работници, затоа што тоа е мултисекторски проект кој што го работиме помеѓу Министерството за здравство, општината Кочани и Министерството за труд и социјална политика. Значи, од следниот викенд на располагање на сите граѓани, жители на околните рурални и селски средини ќе бидат мобилни екипи во кои што ќе учествуваат медицински сестри кои што ќе бидат тренирани да пружат заштита во домашни услови на граѓаните, односно жителите на руралните средини за нешто за што до сега тие треба да се јават во болница. На тоа значено ќе го олесниме, со тоа значено ќе се олесни пристапот на овие луѓе до здравствена заштита и ќе се зголеми квалитетот. Тие медицински сестри преку проектот за подршка на општините веќе се вработени во општината во Кочани и ќе започнат со работа од следниот викенд па натаму. На средба со граѓаните на Кочани, министерот Филипче разговараше во врска со поддршката за предстојниот референдум и побара од нив да гласаат за Европска Македонија. Јас сум сигурен дека граѓаните на Кочани и на околината ќе излезат и ќе гласаат за Европска Македонија, дека ќе препознаат сите бенефити за нашата обезбедена иднина, безбедно, сигурно и економски развој. Сето тоа ќе значи и развој на здравствениот систем. Овој проект патронажен сервис, додаде Филипче, доби внимание и значајна поддршка од Светската здравствена организација, затоа што го препознаа како модел кој што многу ќе го подобри примарното ниво на здравствена заштита. После Кочани, проектот ќе се имплементира и во други општини во Република Македонија. Колку приватните лекари ќе покажат волја да се вклучат во јавното здравство и да дадат 24 часовна здравствена заштита на пациентите, беше темата на која министерот за здравство Венко Филипче разговараше на средбата со приватните лекари во Кочани. Со Фондот за здравствено осигурување пак ќе се разговара за евентуално покачување на цената на бодот. Министерот за здравство Венко Филипче посетата на општата болница Кочани ја искористи да оствари средба со приватните лекари. Тој рече дека приватните лекари реално се соочуваат со многу проблеми во своето функционирање. Во Министерството за здравство по неколку остварените средби со Сдруженијето на приватни лекари се разговарало за можните решенија кои што треба заеднички да се изнајдат, а не да бидат наметнати, туку и приватните лекари да се согласнат со изнајдените решенија кои што секако ќе бидат во корелација со Фондот за здравствено осигурување. Ќе зборуваме за начинот како тие приватни матични лекари најпрво ќе видат ќе покажат волја евентуално да се вклучат во јавното здравство, да дадат 24 часовна заштита на граѓаните, односно пациентите од овој регион, заради тоа што сакаме што повеќе пациенти да останат на тоа ниво на здравствена заштита, што помалку да бидат упатувани кон болницата, дали во Кочани или регионалната болница во Штип, заради тоа што е тоа и поголем трошок, а и секако малтретирање за пациентите. Ќе разговараме и за нивните барања во однос на тоа каде треба да бидат запишани пациентите, дали на доктор, дали на ординација, тие имаат своји барања, меѓутоа треба да изнајдеме заедничко соодветно решение согласно важечките закони во нашата земја и ќе разговараме за тоа што може да направиме заедно со Фондот за здравствено осигурување за евентуално покачување на цената на бодот.
Ние во овој момент разговараме со Министерството за финансии за одредување на буџетот на Министерството за здравство и фондот за следната година. Ги евалуираме сите можности, ги евалуираме и можностите за тоа да докторите специјалисти стигнат до плата од 100.000 денари, но не ги забораваме ниту средномедицинскиот персонал, ниту примарните лекари. Така да отворено и транспарентно ќе зборуваме за тоа што можеме да направиме, колку се економските параметри, перформанси сега на државата и каква динамика да договориме за да најдеме решение на овој проблем. Во однос на инфраструктурата, Кочанската болница е во релативно добра состојба, додаде Филипче, и рече дека со директорот и градоначалникот Илиев разговарале и во однос на опременоста на болницата. Пред известно време, со помош на градоначалникот на Кочани, болницата има нова модерна опрема, донација за процедури кои што досега не се изведуваа во болницата. Благодарение на докторот клиника за ортопедија од Скопје кој што ќе почне да доаѓа, тие нови процедури ќе почнат да се изведуваат и во Кочанската болница, со кои што пациентите за таа ортопедска патологија нема да има потреба да патуваат за Штип или Скопје. Купувањето на опрема, рече Филипче, Министерството за здравство ја прави врз проценка на тоа дали постои кадар кој што ќе може да работи со таа опрема. Всушност се прави економска анализа на медицинската технологија, односно каков ќе биде бенефитот од купување опрема за овој регион. Со симулација на сообраќај на несреќа и укажување на прва помош, Општинската организација на Црвен крст Кочани го одбележа Светскиот ден на првата помош. Во соработка со полициската станица Кочани, возачите беа запирани, при што им укажуваа прва помош на симулирани случаи на повреди. Преку симулацијска вежба на повредени лица во сообраќај на несреќа на тема несреќите на патиштата, Црвен крст Кочани го одбележа 8 септември, Светскиот ден на првата помош. Во соработка со полициската станица Кочани, во саботата во трговскиот центар, по одна предсмислено сценарио, возачите беа запирани од полициски службеник со цел да укажат прва помош на симулирани случаи на повреди. На возачите кои укажуваа помош од страна на лекари обучени волонтери од клубот на млади при Црвен крст Кочани им беа објаснети техники за давање на прва помош. Црвен крст на Република Македонија, Општа организација Кочани, денеска се вклучува одбележувањето на Светскиот ден на првата помош, која се одбележува секоја втора сабота на месец септември. Темата на оваа година на одбележување е прв одговор при сообраќајни несреќи. Факт е исто дека ако не се укаже прва помош на тешко повредени лица во сообраќајна несреќа, значи тие може да го изгубат својот живот и затоа првата помош е од примерно значење за правење избор помеѓу живота и смртта. Затоа денеска спроведовме една заедничка активност со Нова Кочани, каде што возачите кои поминуваа во градското подрачје во градот Кочани беа стопирани од страна на полицијата и беа замолувани да демонстрираат техники на прва помош на симулирани лица, на лица кои со симулација кои беа повредени од сообраќајна несреќа. Акцијата имаше за цел подигање на свесноста на возачите и останатите учесници во сообраќајот за значењето на првата помош, заради навремен и правилен одговор во случај на животозагрозувачки ситуации. Светскиот ден на првата помош е можност да се промовира и застапува заложбата на поседување на знаења и вештини за укажување на прва помош кај пошироката јавност. Распишан конкурсот за учество на фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. Оваа година карикатуристите можат да учествуваат со карикатури на тема 5 до 12. Домот на културата Тошо Арсов и Советот на фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас распишаа конкурс за карикатури на тема 5 до 12. Пропозициите за учество се дека еден автор може да учествува најмногу со 3 карикатури. Карикатурите може да се испратат во оригинал или по електронски пат на мејл invinicaveritasfestival@gmail.com. Големината на форматот на карикатурите треба да бидат во А4 и А3. За најдобрите на фестивалот, Домот на културата ги обезбедува следните награди. За прво наградениот 300 евра, втора награда 200 евра и трета награда 100 евра. Карикатурите може да
да се достават и на адреса Дом на култура Тоша Арсов Виница, улица Белкамен 13, Македонија, со назнака за фестивалот ин Виница Веритас. Наградите на авторите ќе им бидат доделени на фестивалот за комори сатира ин Виница Веритас, што ќе се одржи од 22 до 26 октомври 2018. Организаторот ги задржува правата на користење на пристигнатите дела и истите не им ги враќаат на учесниците на конкурсот. Инаку, овој традиционален фестивал од година во година прераснува во висок културен настан, на кој што учествуваат карикатуристи од околу 50 на земји од светот. Фестивалот финансиски е подржан од Министерството за култура на Република Македонија и од општина Виница. Собрани потребните средства за лекување на Дарио Павлов од Кочани, за кој што Канал 8 неколку пати информираше. Тој ќе оди на лекување со матични клетки во Грција. Благодарение на голем број хумани луѓе, средствата во висина од 30.000 евра кои што беа потребни за лекување на Дарио Павлов од Кочани, конечно се собрани и тој ќе може да го започне своето лекување во Грција. Телефонските броеви за донација ќе бидат повлечени, за да може да се донира за некој друг доколку му е потребна помош. Инаку животот на 14-годишниот Дарио Павлов од Кочани одеднаш се смени со диагностицирањето на болеста енцефалитис, трансферзален миелитис, кој направи компликација и предизвика воспаление на рабетниот мозок. Тоа пак предизвика целосна парализа на десната нога и изнемоштена болка, што се влошува и зголемува секојдневно. За да се навали воспалението, Павлов треба да добие третман со матични клетки во Грција, кој што чини 30.000 евра. Третманот треба да започне во тековниот месец септември. Следува информацијата од спортот. Без победник заврши надпреварот што се одигра во саботата на стадионот Никола Мантов помеѓу екипите на Осогово и Борец од Велес. Со резултатот 1:1, фудбалерите на Осогово го забележа првото реми во подготвителните надпревари. Прво реми на фудбалерите на градскиот фудбалски клуб Осогово во подготвителните надпревари што ги одиграа во пресред на новата надпреварувачка сезона. Во саботата на стадионот Никола Мантов во Кочани Осогово се сретна со екипата на Борец од Велес. Навидум динамичен надпревар со висок интензитет на игра, но со изедначен резултат од 1:1. Надпреварот започна со иницијатива на гостите од Велес, кои во воведните минути ја имаа контролата на теренот, за во 32-та минута напаѓачот на Осогово Манев да искористи една одбиена топка и да ја смести во противничката мрежа. Во вториот дел од надпреварот во 53-та минута тимот на Борец израмни за 1:1. Иако во продолжение и двата тима имаа шанси за гол, сепак резултатот остана непроменет. Во текот на подготвителниот период Осогово одигра 4 контролни надпревари. Забележат 2 победи против екипата на Детонит и Малеш, како и пораз од прволигошот Силекс од Кратово. Ремито против тимот на Борец од Велес беше првиот надпревар за Осогово што остана без победник. Почитувани, тоа беше сте што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.